председателе. Очигледно на власта си поминаа законите, истите оние кај што погазија и преку принципи, и преку закони, и преку уставот, две директни одлуки на Уставниот суд имаше што се спротивни на овие закони што ги ставија. И некако интересот на колегите од владеачкото мнозинство исчезна, најголемиот дел си отидоа, а и зошто би биле тука, тие не се тука да слушаат, тука се за да гласаат најголемиот дел, секоја чест на оние што се тука и што учествуваат, барем присуствуваат на она што ние имаме да го кажеме како проблем во државата. Но тоа не значи дека ние ќе си отидеме. Ние сте тука и немаме намера да го намалиме интересот за овие жешки теми или овој обид за историски грабеж. Нема да дозволиме за ваков нетранспарентен договор со неколку празни фрази и флоскули на премиерот на директно прашање од колегата Бојан Стојановски да збориме за турските кадри од 1903 година. Оваа држава, овие граѓани наши, сограѓани, нашите гласачи и вашите гласачи, им се потребни одговори. Конкретни одговори. Имав намера да тројца министри поставам прашање, но веќе сум приморан овој пат до министерот за Бочварски, за транспорт и врски, каде што имавме конкретно прашање од премиерот, избегал одговорот, можеби не го знаел и он договорот, можеби немаше што да одговори. Еве, јас ќе бидам најконкретен и најдиректен што може да постои. Бидејќи за разлика од премиерот, имаме подписник на истиот тој договор, што не го покажуваат никаде. Не е исто утре, кога ќе дојде време за одговорност, некој да каже јас не знаев, никој не ми укажа, и моментите сега како што се овие, што директно укажуваме. Никој не може се изземе од истата работа. Глава 13, пејдж 2 од 13, или страна 274 од вкупно 438 страни. Дали ова министер е извадок од договорот што го подпишавте? На оваа страна, а патем кажам секоја страна по еден скандал, е офатено што се подпишале по однос на изработка на студии 4, една за спецификација на автопатите, една за студија за влијание на животната средина, студија за влијание врз заштитето на богатство од УНЕСКО во Охридскиот регион и разредување на спецификациите за автопатите. Еве уште еднаш. Дали е тој истиот? Доколку е, во него се предвидува ангажирање на едно или, односно 5 специјалисти, не се инженери, специјалисти се, со месечен надоместок или плата од 36.500 евра. Месечно. Да биде пародијата уште поголема, вашите колеги, односно вашите пратеници од СДСМ и од ДУИ, пред нецели час време изгласа закон во кој што велевте дека за урбанистичко планирање се потребно фирма со еден планер. А сега ќе ги имаме 5, за 36.000 евра месечно, тоа е некаде околу 2 милиона евра годишно или вкупно најмалку 11 милиони. Вака грубо. Доколку е тој истиот? Ако не е тој истиот, ќе ни кажете. Но морам да ви укажам дека порано или подоцна ние тој договор ќе го добиеме. И во тие моменти за вакви работи некој ќе треба да сноси одговорност. Втората работа, односно второто прашање, исто така се однесува на договорот. Бидејќи ние го немаме видено, уверен сум дека најголемиот дел од министрите на владата го немаат исто така видено, но вие го имате видено. И вие го имате подпишано. Дали во тој договор имаме празни ставки? За колегите имавме неколку пати дискусија и тука, и пред јавноста со колегите од СДСМ, биле на раководни места, се биле и вие, да ве подсетам што значи да подпишете договор со празна ставка. Кривична одговорност. Патем кажано за јавноста. Предмет, количина и цена, поединечно, односно вкупно, се трите основни белези на еден договор, за да имате договорна врска. Како можете да ја лажете јавноста, вашите пратеници и самите себе си, дека овој проект ќе чини
милиарда и 300 милиони евра, ако имате празни ставки. Моето конкретно прашање е, до тој што го потпишал договорот, дали, колку и кои се празни ставки во договорот, или како што е таму наведено, to be determined, дополнително ќе бидат дефинирани. Кога ќе бидат дефинирани? Како можете да лажете дека со овие измени на законите ќе било поевтино и побрзо, ако треба дополнително да преговарате на ставки? Еве ја прашав конкретно, меѓу другото, како што имам ја информација, пазете, од владата подпишале договор, дополнително ќе се договара за банкини. Работа што има по должина на целиот автопат. Чисто да знаете во каква ситуација се наоѓаме. И за таква количина голема немаме цена. Дополнително ќе се определи. Добре што барем за асфалт сте определиле цена, лошото е што е 3 пати поскапа од најскапите ваши договори на СДСМ што ги подпишуваше. Понатаму. Третото прашање ми е до министерот Оливер Спасовски во МВР. Ја имав до него прашање минатиот пат. Вети дека следната недела веќе ќе биде све завршено, не е постапено. Се уште се на терен работите за кои што кажевме, се уште граѓаните трпат штета, се уште е загрозена безбедноста, но тоа не е ново. Исто така да искористам прилика да го потсетам дека имаме и 7 милиони евра судски пресуди за оние прековремени сати, работи и бонуси што се на полицијата, кои што исто така беше укажано дека ќе бидат исплатени, се уште не е. Тоа само како укажување. На средбата со граѓани, во истото место кај што бев, кај што укажав, би вети лично министерот дека ќе постапи, а не е постапено, веднаш добив одговор, беше укажано и уште еден друг проблем. Ова министер, мислам дека се гледа од овдека, мораме вака, сообраќаен знак на кој што стои 7,5 тона. Овој сообраќаен знак се наоѓа на 50 на метра од мостот со кој што истото населено место Барловци е споено со градот. Нема друг пристап, освен тој мост. Нема друг пристап. Ова се гледа овде, се кипери 40 тонски. Ова се исто така кипери 40 тонски, ама на самиот мост. Исто така што ги поминуваат. Еве ги различни бои. Десетици дневно. Некогаш ги броеле граѓаните, ги снимаат, реагираат, пријавуваат, некогаш бројат од 100 до 200 на ден. По мостот што треба, што е забрането над 7,5 тона. Сметете ги како сакате. Вкупна тежина, по оски, како и да гледате. Ова е ризик да тој мост да биде уништен. Луѓе да бидат отсечени, а да биде штета на инфраструктурата неповратно направена, а пријавувано. И сега, пред истите тие граѓани, кај што ми редеат десетици други примери, да какви банални казни трпеле, некој возел 2 километра побрзо, некој паркирал 1 метар пред знакот, им биле земани колите, биле казнувани од полицијата и така натаму, за ова што пријавуваат, на кој што се загрозени, нема никаква реакција. Но овде веќе не се интересите на граѓаните опрашање. Овде станува збор за бизнис интереси и градежната мафија. Тука СДС си има трајни договори, трајни концесии, затоа не сме да се постапи. Нема да му укажувам на министерот за транспорт, и он знае самиот дека сигурно не постои проект што бил одобрен, што предвидува движење по овој мост. Се разбира дека било предвидено од другата страна. Но тоа не се постапува, а ова се толерира. На штета на нашите граѓани. Затоа, јас сметам дека ова се работи за кои што не смее да се премолчи, ова се работи за кои што треба да се постапи, и ова се работи кои што ги иритираат граѓаните. И нам, но и граѓаните. И сметам дека веќе помина времето за кое што со празни флоскули и ефтини спинови може да се помине денот за пратенички прашања, а при тоа ниту да се одговори, ниту да се постапи, ниту пак да се реферира пред граѓаните. Ви благодарам.